Големите снежни наноси кои донесоа речиси половина метар снег, навидум не направија проблем за екипите на Македонија пат. Барем не според она што може да се забележи кога се движите по регионалниот пат до Маврово. Но проблем се појавува веднаш штом ќе се исклучите кај браната кон терените, каде неисчистениот тесен пат го отежнува движењето на возилата. Иако не снимавме за викенд, паркингот пред ски патеките беше преполн со автомобили, најчесто македонски, но и од соседството. По двегодишниот сушен период, снегот конечно пристигна и во еден од најпознатите македонски зимски туристички центри Маврово. Токму одличните услови за скијање и санкање го наполнија Маврово со туристи од дома, но и од околните земји. Потврда дека сезонава е плодна добивме и од еден продавач на ски опрема. Има туристи, да. Има и од Албанија, и наши од Скопје, од цела Македонија туристи. Ски патеките нудат одлични услови и забава и за највозрастните, но и за младите. Оние кои сега започнуваат да ги прават првите чекори со скии, се лоцирани на најјужниот дел од патеката. Додека за искусните љубители на снегот, предизвикот е на еден од врвовите на планината Бистра, каде се стигнува по 15-минутно возење со една од трите жичарници. Минусните температури во комбинација со силен ветер не ги одвратија скијачите да ги тестираат вештините. Еден од ратраците со кои располага концесионерот на ски патеките ја имаше редовната ротација за одржување на снегот кој наврна во ски центарот Ресорт Маврово. Во Маврово годинава, како и по обичај, доминираат домашните туристи. Па ги прашавме какви се условите и какво е чувството повторно да се скија тука, имајќи предвид дека претходните 2 сезони беа речиси без снег. Супер се стазите оваа година, само пред 3-4 дена имаше малце кал и не беше баш тоа, ама денес се супер. Така. Особено под односот. Често доаѓаме скоро секој викенд и преубаво. Да, за разлика од минатото. Па за разлика од минатото нели има повеќе снег, не е толку кал и добри се стазите. Иако снегот е добре дојден, поплаки има за цените. Значи премногу е скапо тука. За условите што се нуда премногу е скапо. Покрај македонците, најчести гости од странство се они од Албанија и од Косово. Oh, it's very great. I like it very much. It's your first time here or It's the second time here. second time Yeah. here? And you're from Albania, right? Albania, yeah. Do you have any places in Albania to ski as good as Mavrovo or? As good, no, but we do have. But I prefer Mavrovo, yeah. Еднакво задоволен од условите е и овој скијач од Косово, кој тука доаѓа 4ти пат. Вели, иако во неговата земја го имаат ски центарот Брезовица, патеките се она што ја прави разликата. It's probably the same, but Brezovica is much smaller. It's not like it's got very long slopes. Васко Арсовски е раководител на ски центарот Ресорт Маврово. Вели, снегот кој започна да врне од минатата недела креирал одлични услови за зимски туризам, што пак е добар предзнак дека годинава ќе има плодна сезона. Па оваа сезона започна одлично, можам да кажам, затоа што скијањето почна од 5 декември, официјално. Значи, предходно веќе снегот беше тука, 30 ноември, меѓутоа да се спремат ски терените беа потребни неколку денови, така да официјално ски сезоната започна на 5 декември. До сега веќе значи се скоро 40 дена скијање и се надевам дека ќе биде убава година. Предходните 2, како што кажавте, се години кои што сакаме да ги заборавиме, затоа што реално имаше многу малце денови снег и малце беше скијањето. Ски центарот Маврово функционира во истите услови веќе 50 на години и затоа Арсовски вели дека секој домашен гостин е запознаен со понудата која ја нуди овој центар, но вели дека се обидуваат да го модернизираат теренот и условите за вистинските љубители. Оваа година имаме, да речам, луѓе кои што се од надвор, кои што ги спремаат самите стази за скијање. Најголем дел од реакциите се дека се стазите добро спремни. Значи се работи за луѓе кои што имаат искуство нели надвор од државата и кои што своето искуство овде го пренесуваат како што треба и се надевам дека се задоволни луѓето од самото скијање. За Маврово да направи чекор плюс кон регионален скијачки центар, Арсовски вели дека ќе биде потребно дополнително вложување и инвестирање во повеќе сегменти.
Од хотелско сместување до подобрување на условите за скијање. Но треба да вложи и државата. Потребата од модернизација и соодветно одржување на патиштата е повеќе од очигледна, бидејќи пред само 2 недели недоволниот паркинг простор, нецелосно исчистените патишта и несовесните возачи го блокираа сообраќајот и оставија стотици граѓани во автомобил со часови. Додека снегот ги носи туристите, останува предизвикот да се подигнат стандардите и условите за целосно искористување на потенцијалот на зимскиот бисер.